Zdravo. Rano se vrati. Da. Te napuštam. Kako to misliš? Te napuštam. Te napuštam. Da? Se smeješ? Ne. Se smej pred da vlezeš. Ne, smej se ako sakaš, smej se. Kako si pomina? Kako to misliš, kako si pomina? Ti se slučilo nešto? Ne. Što ne? Ne mi se sluči ništa loše. Aha. Ako ne ti se slučilo ništa loše toga što ta proizlegува дека ti se slučilo nešto dobro. Uobičajeno. Što? Običan den. Te napuštam. Imaš švalerka. Što? Švalerka se švalerisuvaš, pak si našao švaler. Ne. A da li si dlaboko zapletkan vojedna ili nekoliko komplicirani vrstki od dlaboko romantična i strasna priroda? Draga moja ženo, mislim дека ова не треба да го сваќаш туку така. Мислам толку лесно. Да се разбира. Една или неколку комплицирани врски од длабоко романтична и страстна сексуална природа, кои се случуваат паралелно во брак од брак на двајца, барем досега, бистри и рационални луѓе, не е нешто што треба да се свати туку така, така лесно. Ме разбираш што мислам? Ја знам што мислиш ти, но не е тоа што мислам јас. Да? Да. А што мислиш ти? Еден ден. Слушна пред малку кога ти реков дека си заминувам. Си го земам својот живот и двата куфера. О, па тоа ми звучи познато. Што е со тебе, стари? Еден ден ќе кренеш главата од работната маса и те фрапира фактот дека секретарката која имаш веќе 15 години за тебе е странец. Во тој миг сваќаш дека твојот живот ќе се промени од корен, или е тоа, или си лута, а лут не си. Значи денот ти бил интересен? Да, мощно интересно. Твојот живот ќе се промени од корен, па добро, си велиш нека биде така. Од корен? Да, од корен. Можам ли нешто да помогнам? Можам ли нешто да сторам за вас, за црцори таа, респектирајќи мојата зафатеност? Не треба ништо и велам, не треба. Па добро, што требаше да кажам? Не можеш да кажеш, особено не на странец, го познал 15 години, или не мислам дека во овој миг мојот живот ќе се промени од најкоренити од корен. Од корен? Што? Од корен, не од најкоренити од корен. Може би е тоа точно, но не звучи баш најдобро.
Ситничариш. Во секој случај можеш ли? Што? Што? Што тоа можеш ли? А, еве да го кажеш тоа, мислам дека во овој миг мојот живот ќе се промени од корена и така натака. Можеш ли? Не знам. Ти можеш? Сакаш да ме изнервираш, а? Само тоа кога вистински го бараш од мене. Да те познава вистински не би те зел за жена. Сигурен сум. Да те познава вистински не би те зел за жена. Би. Би и тоа како? Да, веројатно. Договорените бракови се најдобри. Се средува фамилијата. Од деловни или обштествени причини се едно. Не ја гледаш невестата до олтарот. Го симнуваш велот, срцето ти запира. Таа е тука. Влакнест нилски конј. Да. И ја праќаш по нешто што не ти треба и почнеш да си вртиш филм во главата. Што ли мене ми се случува? Менување на животот. Тоа на мажите им се случува во тие години. Знам дека им се случува. Тоа ти е исто како со цицките. И вие ги имате исто така, но не мислите на нив. Не. Јас постојано мислам на нив. Како да не? Да, тие ми се како обсесија. Да. Ми пречат во напредувањето во кариерата, па не можеш постојано да седиш во тоалетот со распетлена кошула, триејќи си ги брадавиците во транс, додека буџите влегуваат и излегуваат од куќата без тоа да влијае на твојата кариера, нели? Кога ли мене вака ќе почне да ме тресе? Веќе те тресе. Да, во секој случај, познато ли ти е тоа чувство, еве тоа, речеме за кое што јас сега ти зборував, а? Па не. Да. Еден ден Да? ја кревам главата од мојот шпоред. Добро. Стојам тука на вообичаен начин, правам вообичаени работи, а тие не се ни здодевни ни возбудливи. Добро. Значи, ја кревам главата од познатите рингли и ме фрапира предметот, фрижидерот, кој е мој веќе 15 години. И јасно ми е дека сега мојот живот од корен ќе се промени. Требаше одамна да те задавам. Душичке, ти имаш многу препознатливи кризи, треба повеќе да читаш. Мислам дека ќе треба да влезам повторно. Што, ќе излезеш и пак ќе влезеш? Здраво, Браво. те напуштам. Извини, нешто премерував, а баш не те... Дано тоа беше пред малку, сега не премеруваш? Па нели го повторуваме тоа од пред малку? Да, јас... Дано ти рече дека пред Да, малку... јас ти реков дека ќе излезам надвор и дека ќе почнам се од почеток, нели така ти реков? Да, но бидејќи пред... Да, но првиот пат премеруваше, сега не премеруваш. Извини! Добро, ако не сакаш. Се трудам. Тешко ми е, ама се трудам. Да, денес ми дојде. Ми пукна филмот, станав свесен за лошата судбина, за неспокојството кое ме обкружува. Чекај, полека, биди прецизен. Лошата судбина, неспокојството кое те обкружува. Да, така некако. Па што има тука уште ново? Знаеш, јас сум многу загрижена за тебе. Што е тука ново? Кај си тргнал сега? Ќе влезам уште еднаш, ти давам уште една шанса. О, Да. навистина? Да. Ми даваш уште една шанса. Да обрнеш внимание, да бидеш повнимателна. Па, знаеш, тогаш би требало сериозно да ставиме една кружна врата.
Tegogаш барем за малку претеруваш. Здраво! Здраво, те напуштам, здраво. Здраво. Знаеш што? Знаеш! Пречувствам. Баш си помислих, сега ќе влезе и ќе рече. Здраво. Те напуштам. Здраво! Здраво! Здраво, те напуштам. Мислам дека треба да ти кажам... Што правиш? Читам. Што? Читам. Што читаш? Книга. Каква книга? Книга на ден. Што ти значи тоа? Кое? Што ти значи тоа? Кое? Книга на денот. Не е објавен. Знам. Што знаеш? Тоа дека не е објавена? Не, мислам, да, дека не е објавена. И? Добро, што ти значи тоа? Сакам да ја видам. Не. Не сакаше да ја видиш со години, секогаш ти стоеше тука пред носот, не сакаше ни да ја дзирнеш. Чекај. Што ти значи тоа? Тука стоеше со години. Ти с години читаш една иста книга? Па добро, што си ти кретен? Не читав. Пишував. Како? Не читав, пишував. Молам? Ова е книгата која јас ја пишувам, се вика Книга на денот. Ти пишуваш книга, така ли? Не мораш баш да звучиш како да мислиш дека е тоа над моите можности. Ти, попаметна едва е од една тава, ти пишуваш книга. Добро да книга, нели книга. Па не е роман. А што е? Повеќе е нешто како документ. Аха. Некој вид на записник. Записник. Дневник, па да, дневник. Не е дневник. Не е мил мој дневнику. Тоа се белешки. Тоа се клинички белешки. Клинички белешки. Низа на забелешки. Зашто? Низа на забелешки. Зашто? Што? Тоа е низа на забелешки. Да. Добро да, зашто? Зашто е тоа? За нашето водење љубов. Молам, не... Секогаш, кога водевме љубов, јас тоа го бележев. Му давав коментар. Времетраењето, позициите, доба на денот, парчиња од разговорот, оценки на задоволството, времето. Знаеш, забележи. Не ти верувам. Дај да видам. Не? Зошто не ми веруваш? Зашто не ти верувам, па? Мислам, кој човек би правил такво нешто? А зашто да не? 20 години брак. Рече си 2000 случувања. 2000. Да, колку мислеше ти? Не знам, никош не ми паднало на памет да водам. 2000? Рече си.
Господи Боже, книга за ебење. Книга на денот. Што? Книга на денот. Така јас се нарекувам. Пишувам, читам понекога што ми е забавно. Ај, прочитай ми нешто. Одбери страница. Што? Одбери број. Што? Ајде, биди храбар, одбери број. Така да одберам од тепка, нели? Без... Може? 800. Што? 800? Што? И зашто го одбра токму тој број? Чекай сега, ти ми кажа да одбера број, нели? Да. А ти ми рече, биди смело, одбери број. 800. 800 е толку предвидлив, толку заокружен. 800! 800! 800. Зарем никогаш нема да научи? Зарем никогаш нема да научам што? Кој? Јас? Зарем никогаш нема да научам што? Не знам. Тоа беше одамна. Добро, каква жена си ти? Ти мене кажи ми. Што? Ти мене кажи ми. 810. 810. Недела наутро топло за ова време од годината, кафе на масичката, вестници на сите страни, сексот виси во воздух како влага и знаеш дека ќе се случи, и знаеш дека ќе биде добро и се случува и добро е. Да, добро е, добро. Хемингвей, ама добро е. За тебе ова е Хемингвей. Ај, прочитай му уште нешто. Не мислиш дека треба да се откажеш на време? 1200, ајде мало. Добро, 1206. 1206. 1206. Океј, ништо особено, ама океј. Толку? Некои денови и некои ноќи не се нешто особено, знаеш и самиот. Ти значи си водела забелешки за моите креветски достигнувања за сиве овие години во бракот, така ли? Да. Добро, каква жена си ти, а? Ти мене кажи ми, сети се. Тоа е нездраво. Не, тоа е оправдано и интересно. Збирка на нашите добри. Повеќе никогаш не ќе можам да легнам повеќе со тебе. Со оглед дека ме напушташ, каква врска има тоа, Господи. Што? Велам со оглед дека ме напушташ, каква врска има тоа. А, да, те напуштам. Чекај, ако си го изговорил тоа, не значи дека мораш и да си одиш. Не, те напуштам. Значи сепак имаш валерка. Ти мене воопшто не ме сваќаш сериозно. Дваесет. Што? Прочитај ми уште нешто. 26. Сакаш да се вратиш дури таму на нашите почетоци, зошто? 26. По нашите први 2 недели, оние острови, оне парабра. Зошто тоа? 26. Она на што најдобро се сеќаваме, дека сите знаеа дека сме на меден месец. Колку смешен израз. Бевме на меден месец и се растуравме од ебење. И бевме без искуство, онака старински невини добрат и се што оди со тоа.
26-та. Во нас, како да ни пишуваше на чело. На меден месец. Бурлиња, на Лајли. Мора да беше така очигледно. Знам дека многу се цверевме еден во друг. Со поднакривени глави сигурно ги произведуваме оние смешни гугутави звуци. Сите не третираа како мали крзнени зверчиња. Ау, гледај, дали тоа зајачињата идат да се изебат? Секогаш кога ќе се појавевме, без обзир што на вистина правевме, ау, гледај, зајачињата завршиле, сладки зајачиња. А кога ќе напуштиме таа нивна здодевна маса и оние нивни глупави игри, и одевме долу, се разбира да се ебеме, тие веднаш почнуваа да се подбуцнуваат со лактите. А на бродчето од бродот до брегот, или беше од брегот до бродот, се едно. Се држевме за раце. Тогаш често се држевме за раце. Тие гледа во нашите испреплетени прсти, ги слуша нашите шепотења, нашите гугутања. Престани да заведуваш незаситна кучко. 26-та! Јас по природа сум саможива, ми се чинили се како самосвесна, како ретко кој. Од секогаш сум била таква. Не се срамам од тоа, всушност тоа ме издвојува од многуте. Джеймс, Што? личи на Хенри Джеймс. Што? Тоа што сега го прочита. О, Да. благодарам. Беден обид да личиш на Хенри Джеймса. Да видиме. Да. Но тој ме доведе до нивото на самосвест која веќе ја споменав. Не, можем да те следам, можем. Никогаш не се знае, Джеймс, и сето тоа комплицирано е. Да. Но тој ме доведе до нивото за кое не бев подготвена. Дали е тоа само затоа што никој досега не ме плеснал така по задникот? Или е тоа затоа што знам дека му се дига додека тоа го прави? Или се тоа стравот и желбата во неговите очи додека е врз мене? Возможно ли е да сум дошла во допир со некоја суштина, со нешто животинско, со нешто такво? Да. Сега е... Да, има малку Хемингвеј, малку Джеймс. Јас сум еклектик, сакаш да продолжам? Добро, си се обидела ли да бидеш ти? Те има ли тебе во сето тоа? Те има ли, а? О, се обидував со години. Не одеше. Води кон здодевност, паника на средовечноста, закани со флертување. Се обидував, моли бил. Не зарем, не можеш да си припомниш, а? Која е таа жена кога од некаде ќе се вратам дома? Кога и да дојде некој, таа ја отвара вратата. Кога ќе се разбудам наутро, таа е во мојот кревет, нозете во воздух или газето нагоре, ако сум расположен. Која би можела да биде таа? 20 години се обидува, Милој, не оди! Имаш ли некој друг предлог? Ти си безнадежна. Па некој од нас е. Ме напушташ, а? Аха. Ти, Волка, лекомислен, стар, раздратен, збунен, суетен, исплашен, глупав остаток на човек за кого јас се молев да ме посака! Напусти ме, бре! Баш ми е гајле! Фала му на Бога што децата си отидоа. Што? Велам, фала му на Бога што децата си отидоа, да беа тука, ќе мора да се соочат со ова.
Или тоа е дел од сето ова. Фактот што се отидени да го живеат собствениот живот. Ќе треба да им кажем. Тоа ти ќе им кажеш. Кај си тргнала? Одам да се земам пијачка. Чекай бе, ти не пиеш и не пушиш. Подобро е некогаш отколку никогаш. Имав баба. Беше апсолутен трезменик и непушач. Првата цигара ја запали во 70-тата, 5 години потоа стана алкохоличар. Мислам дека во 80-тата ќе беше и улична курва, само времето надвор да беше поубаво. Симпатична господја. Која господја? Баба ми. Симпатична господја. Мојата ерогенна зона. Постои ли се уште нешто такво? Дали да му кажем, дали ќе ме разбере? Само ти продолжи. Што правиш ти, бе? Што? Пиеш од големи дози, почнуваш со големи дози. А зашто пиеме? Мислам, зашто ти пиеш. Сигурно не пиеш за да оставиш печаток. Јас мислев дека пиеш за да се напиеш. Да, но ти си почетник. Ти пиеш така што може само да ти се слоши. Нема да се испијаниш, а само ќе се изрезелиш, мислам. Само ќе се... Да. Остај ме ти мене. Ти бави се со напуштање, а јас ќе се бавам со напивање. Да се изрезилам, а? Здраво те напуштам. Немај ти мене да ми зборуваш за усвинјување, за уразување. Види, не е тоа така. Не е баш тоа така. Не е здраво, јас те напуштам. Не е баш така. Да? Не е баш така. Работите произлегуваат една од друга, тие не паѓаат од небо. Како молњите на Зевс. Па види, сега тоа не можеме да го знаеме, тоа го дознаваме во самиот почеток, во самиот миг. Ајде де. Да. Слушај. Што? Зашто не си ми кажал дека ова толку добра работа? Да почнев порано? Ова тебе ти е како просветлување? Па секако дека и е. Ако се направам како што треба, можам да предизвикам многу сожалување. Сиротата, тој ја направи алкохоличарка. Ја изневеруваше на секој чекор. Коли можел само со него да легне? Замисли. Само, морам да внимавам, да не се забележи дека уживам во тоа. Дојдов за да ти кажам дека стигнав до едно откритие, ти ми се подсмеваш. Јас го правам ова за да не почнам да врескам. Види, седам во канцеларијата. Ти когаш порано не свати колку е вистината, тоа клише. Седам во канцеларијата. Ајде, зборувај ми за тоа, ти климактерично мажиште. Седам во канцеларијата, кривам главата од работната маса и ме фрапира фактот дека секретарката која имам веќе 15 години за мене е странец. Во тој миг сваќам дека мојот живот ќе се промени од најкоренитиот корен. Од корен. Ја праќам по нешто што не ми треба. И почнувам да си вртам филм во главата. Што ли по ѓаволите мене ми се случува? Ако не сум луд, а луд не сум, тогаш може би ми откажал еден дел од мозокот. Може би имам мозочен удар, а истовремено ми е и топло и ладно. Да. Истовремено ми е топло и ладно. Сиот сум како мраз до дланките кај што сум како оган. Да. Чувствувам дека ако
Ako je mrtnam glавата, vratот ќе ми пукне, ќе ми се распукне на 1000 делчиња, крчејќи се од дрветот. Сиот сум како мраз и одеднаш оган, сиот мраз и одеднаш оган. И тогаш левитирам. Лептам. Во исто време сум и тука, и там. Го напуштаме телото и се наблюдуваме како кога умираме. Несвесни дека се наблюдуваме. Станувам свесен за свеста, за јаснотијата, за откровението. Сето тоа ми навира со сите знаци и показатели до кои сум доаѓал без да знам дека до нив доаѓам. Погледни од другата страна на твојот ум. И ете каде си, ете како ќе ти биде, ете твојата иднина, ете. Те молам, стојам така и одеднаш ми навираат солзи, бидејќи е толку болно, толку убаво, толку ослободувачки. И тогаш знам, тогаш станувам и ја затворам вратата зад себе нежно. И доаѓам овде кај што си ти седиш вака крај масата, читаш, јас легувам и велам, те напуштам. Те напуштам, тоа го кажува. Заврши. Да. Мислам дека завршив. Дали ти ме слушаше воопшто? Да. Во секој случај не белки дека си пијана, не? Не знам како да знам. Па немам твоето искуство. Да, во секој случај... Убав говор. Интересен. Да, благодарам. Искрен обид кој би можел да се свати како вистина. Обид за вистина. Вистина! За се подбиваш, нели? Што сакаш ти, бре? Што очекуваш? Апсолутно внимание! Да не мрдам, да не трепкам со отворена уста. И што тогаш со сожалување да те поњавам? Те разбирам. Те разбирам. Еби се! Смири се, пијана си. Еби се! Што джебравам ја, ве ми така голе, така прекрасне. Добро. Заборави го сето тоа, избриши го. Заборави го. Допрва ќе видиш, гребче мое. Да? Минува ни страшно голема криза, а та не е тука да му помогне. Да, секако. Не сум јас, твојата прозаична господица. Ако ме напуштиш мене, си се откажал од нешто многу посебно. Да. Секако. Да не станав
prestarena za tebe. Premnogo drtava. Ne ti se dopađam, Pović. Te plašam. Odeš ti se dopađat, maži. Se slučava. Se pališ na sestra ti, ja? Si se palil koga si imal 10 godini, si mi rekao. Da ne stana impotenten. Od zavčera. Zaboravi koji si, koja sam jas, koji si bili, koja bef jas. Utre, sreda li je? Bravo. Odlična predstava. Благодарам. Posle sve što smo pominjale zajedno u Bitoci, posle sve to tva. Prestani. Zar sme dovde dojdeni? Strašната smrt на татко. Не почувај. После сето тоа, зар сме довде дојдени? Ти да не ме разбираш мене? Те разбирам. Не ме разбираш. Не можеш да ме разбираш. Господе Боже! Не дојде ти денес попозне нешто да споделиш до мене. Не дојде да бидеш разбран. Дојде денес попладне да ја соопштиш твојата одлука и да бегаш колку што те носете. Дано, nije, Mažo to ako razbira, to stomakot mu kaže... Sranje! Da? Mislim дека je vreme da si odmah. Ne. Da, vreme. Ne. Vreme, te napuštam. Nема да ме напуштиш! Веќе напуштим! Ќе отидам во хотел! Нели тоа така се прави? Ќе земам соба во хотел, ќе понесам со себе малата торба, која ќе те нема тебе, ќе се вратам дома и ќе ја комплетирам. Ги делиме работите и се разделуваме. Не си ти за ова дорасна. Да, одам по својата мала торба. Не одиш ти никаде. А воздивнувам и се прашувам само за миг дали ова причината за крајно лудило. Престани. Да. Одам по својата... Седи тука! Пардон? Ми стоиш на патот. Реков дека ми стоиш на патот. Ми го блокираш патот! Сакам да ти го блокирам патот! Реков дека ми стоиш на патот! Реков да не се отпад! Нема да ме напусти! Вече те напуштим, кучка! Вече те напуштим! Ако не си, вече съм те напуштил! Кучка! Стой! Pa? Pa? Pa živa si? A ti? Mislim дека сум. Добар си. И ти. Извини за коленото. Умееш да погодиш кај што треба. Тоа би можело да не биде проблем. Да? Ѓубре едно. Сега, свати дека ова е сосема сериозно
Da, je, seriozno je. Da, te napuštam. Taka mi izgleda. Skoro me otepa, Ne točno. Da, se obide. Ne točno. Da, me izgreba i me grizna. Ne. Do korenotna zabite. Sigurno će dobijam neka bolest. Evo vidi. Neka ti da ti nekcija. Da. Pa taka i ti treba, dođeš doma i ga započnuvaš celo to sranje. Ne je sranje, vopšto ne je to sranje. Vopšto ne je sranje! Vopšto ne je sranje! Te napuštam! Ako treba da bide me napušteni, toga što bi trebalo da bide od nekoj koji čini nedostasuva. Nekoj čije odsustvo nema da oslavi praznina, samo naši od krevet. Kako to se veli, tuku i vo srce to. Da, jas tebe će ti nedostasuvam. Jas tebe će ti nedostasuvam, draga moja, jas tebe će ti nedostasuvam. Ako bidam napuštena, pretpostavljam privremeno znajući do svojeg šaka. Ako bi trebalo nekoj da mi nedostasuva, toga što ne bi trebalo da bude nekoj takav ništožen, čija vrednost je toliko neznačitelna, čije odsustvo nema uopšte da mi posmeta i koje ne može pomalku da mi znači. Ti si ništa. Dobro, zašto si to сега да зборуваш? Zato što žive relativno dobro. Бев подобра жена отколку заслужи. Гинев за тебе многу повеќе отколку што ти гинеше за мене. Те тешев и кога мислев дека си вреден за презир и дека не си достоен да те поддржувам. Бев на твоја страна и кога мислев дека си будала и дека заслужуваш да бидеш напуштен. Повторно заспиеш. Те тешев. Те гледав. И знаев дека не си ми доволен. Дека може би ние да не би ми бил доволен, но ти секако не си. Ајде. Напушти ме. Ке преживам. Не си ти доволно голем, за да се възбудувам. Ти си... ништа. Чудно. Чудно, мојот проблемот секогаш беше проблемот на повеќе. Како да не. Да. Барем кога бев млад, повеќе, да, премногу убав, премногу ова, премногу она. Ти премногу убав? Да. Што? Ти не ме знаеше кога имав 15 години? Кога имав 15 години, мислам дека бев многу... Згоден. Да. Ти си толку згоден, така ти рекол. Да, бев многу згоден. Баш бевме убав пар. Ти од Ракана, а јас... Занесен. Да, па со 15 години, се разбира. Да, блескав. Во секој случај блескав. Го осветлуваше небо. Да, блескав. И потоа, дојде некој ми вели, ајде блескај за мене. Блескај повторно за мене. Не си блескал за мене,
Ne pametam već od koga. Bleskaj povtorno za mene. Bleskaj. Svetuko moja. Trgaj mi se od pred oči. Ne sekam poveće da bleskam za tebe. Već jednaš, bleskam za tebe. Ne možeš to da mu kažeš. Ne razbirate me. Da, i se trudiš. I se trudiš da blesneš povtorno. I se trudiš. Ma ne možeš. Ne možeš. Nemaš poveće sjaj. Kako ni nekoj drugi nešto. Zašto zboruvaš ti? Kako ni nekoj drugi nešto. Moja ta knjiga je polna su to uspesi, neuspesi, dobri migovi, loši migovi. Nekogaš si gospodin Pastov lično, a nekogaš te nema baš mnogo. Gospodi Bože. Gospodi Bože. Gospodi Bože, koliko si razipala. Ja zboruvam za bleskanje to je i za bleskanje to. I ja sam. Vo sekoj slučaj nekogaš bleskav. Bleskav, kućinjata se ljubuva vo mene. I napušta svojite domovi i laja okolo našata semejna kuća. Me čeka, ej, Gospodi Bože, kakvi sećavanja ja si imam. Sonovav nešto pred nekoja večer. Da? Da. Sonovav teka me sakaš. Ti saka? Da, znam. Ti sakam. Nekogaš može biti da. Naše prekrasni migovi u našoj oči. Ostavi ga se to. Ne sekam. Naša ta prva svjedba, to biše da prekrasno. Iščeznalo odsjećavanje. Ne, točno. Naša ta prva svjedba, to biše jedan prekrasan mig, da. Može bi. Da. Da li беше to onaj odvratan violetov korset? Da, to biše toj odvratan violetov korset, da. Se prašvam, zašto li uopšte izlegavme? Što znajevme jedan za drugi? Pa to zaradi tva. Bevme četvorica na ta sredba. Četvorica? Da. Ja si ti dvajcata za koji što se pripravavme дека сме stutkani vo malata kola. Може би trebаше да се венчаме со тие двајца во кои се преправавме дека сме. Да, може би тие двајцата требаше да се земат еден со друг, а може би и се зеле? Се прашувам, како ли ним би им одело? Сигурно не би дошол еден од нив дома и би рекол, те напуштам. Концентрирај се на убави нешта. На едно од убавите нешта. Ајде, те молам. Се сеќаваш на Венеција? Се разбира дека се сеќавам на Венеција. Како не би се сеќавал на Венеција? Не, мислам на Венеција на која јас се сеќавам. Да, со снег во гондолата, со снег во косата. Не? Гондолиерот завиткан како Харон. Не.
Големиот канал на реката Стикс, тишината. Не. И таа нестварност. Снегот се лепи на палатите, а на улиците се топи. Да. Не тогаш. Не тогаш? Зидовите покриени со таписерии во нашата соба покрај операта? Не. Не? Големиот брачен кревет со балдахин? Не. Времето на поплавите, есента, големите поплави. Ние се шетаме со вода до коленици, по плоштадот Свети Марко, а веднаш до нас плива еден подавалник, пон со еспресо и наполу одгризан колач. Ни тогаш. Ни тогаш? Па кога? Беше тоа во април. Пред туристите и смрдејата. Беше ведро. Ветровито. Не се сеќавам. Секако дека се сеќаваш. Не се Тоа сеќавам. беше една од нашите средби таму. Ти беше некаде, не знам каде. Но таму не сме имале повеќе средби. Да. Те чекав во нашиот хотел, на креветот, во долна облека. Чекай, таму сме биле два пати се Те чека, разголена, вино и горгонзола, се уште е топло. Зоната почнува, да. Те слушнав во долниот хол на рецепцијата. Те слушнав како се качуваш по скалите. Јас се преправав дека спијам. Слушнав како ја спушти твојата торба, како шушка твојата блуза. Слушнав како ги откопчуваш панталоните. Ги отвори в очите. Тоа не сум бил јас. Не? Не. Тоа не беше ти, нели? Не. Не бев. Извини. Можев да се заколнам. Ти реков не. Упс. Што би рекле? Престани. Навистина, сакав да бидеш ти. Мислев дека си ти посакував да бидеш ти. Воопшто не ми помагаш. Извини. Понекогаш боли, понекогаш нема врска. Ајде сега, што изигруваш? Изневерен сопруг, повредена страна? Реков дека жалам. Не можам да поднесам кога си ти во прашање. Кога сум јас во прашање, го разбирам тоа. Го сваќам тоа. Но не можам да поднесам кога си ти во прашање. Јас знам дека ти знаеш дека ти изневерувам. Ме боли што ти знаеш. Ме боли што кога ме нема мислиш дека те изневерувам. Ме боли што тебе те боли. Што ме познаваш доволно за да се сомневаш било да е тоа така или не. Повредена од можноста. Се разбира дека сум повредена. Беше доволно само еднаш. Да, но тоа ништо не значи. Ние сме животни. Го правиме тоа инстинктивно. Постојат неколку вида моногамни суштества. Неколку вида ласици, неколку вида птици, но нашиот инстинкт е друго. Нашиот инстинкт кажува дека кога ќе дојде време за тоа, тогаш е време за тоа. Било каде, со било кого, мува во лед или што ќе ти падне. Но човекот е Божјо животно. Љубов, јас те сакам. Знаеш дека ми значиш. Јас? Мерцедесот или твојата игра?
Но кога страста ќе згасне... Не знаеш ти ништо за страста, ти ја мешаш навиката со се. Но го снема, преко снема задоволството. Задоволството го нема. Го правам тоа по навика. Престани! Парење по навика. Престани! Парење по навика. Еднаш само погледнав во тоа лице и го прашам. Добре, што барам јас тука? Лицето ме погледна, се насмевна и ми рече времето за да ти мине побрзо. Дали е тоа секогаш жена? Знаеш, ако не бираш премногу за тоа, секогаш постои некој. Да, но јас не го сакам тоа кога лесно добивам. Да, одлично. Убаво е, смирен сум, свршувам, но тоа ништо не значи, За кого тоа ништо не значи? Ништо. Извини за Венеција. Навистина мислев дека си тоа ти. Кога размислував, мислев дека си ти. Навистина? Не додека се случуваше. Не сум косогледа или лицето над мене. Брефта. Ја знам кој е. Мало газе, она работа. Тоа се чувствува во темницата. Навистина? Да, тактилно. Слепите и жените тоа го умеат. Навистина. Господе Боже, ти можеш да поверуваш во се. Да. Јас понекогаш верувам. Намерно. Наредната недела ми е роден ден. Полнам... О, Господи. Што имаш за мене? Што ќе ми дадеш? Покајување? Прстен со рубин? 2 билета за нешто што не сакам да го гледам? Ми следиш ли ти мене? Извини. Ти мене никогаш не ме слушаш. Животински инстинкт. Немој со тоа повторно. Да, кога стануваме волци, тогаш го разбираме тоа. Човекот е Божјо животно, кога страста умира. Страста во бракот никогаш не умира. Таа се менува. Кога страста на љубовта опаѓа, тогаш сите други страсти чекаат наред. Страста на омразата, страста на загубата и конечната, најстрашната страст на празнината. Не знаеш ти ништо за страста. Ти ја мешаш рутината со се. Блесокот? Го губам блесокот. Котрија тој? Го знаеш тоа, нели? А зашто? Зашто брзаш тоа? Свеста е се? Па.
Сосема е доволна. Što će pravim? Što bi trebalo da pravim? Jaz ne možem da rađam poveće. Ne možem da biram istinska žena. Se modeliram prema tebe. Ti verujem, povtorno možeš da odpočneš sa nekoja od tije tvoje korvički i da se prepravaš neka je to ljubav. Nema vrska kurvički! Nema vrska kurvički, Đoraj! Nema vrska nikakva kurvički! Prestani! Nema me po 100 godini! Ne sme, stari! Sve što ima nekoj život, nekoj poluživot može mi da nije sve veće 20 godini ova. Ovo je naš prv brak. Ovo je brak! Znam. 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 Sve si ima svoje vreme trajanja, dođe do fazata koga počnu samo za da završi. Da. Preumen si da se zalažuvaš. Znaješ i sami od. Znam дека sam umen. Toliko si glupav. A ti si nevozmožna. A ti beznadežan. Samo ti igraj se sa svoj život. Nemoj sam mojat. Dano, nerazkinljivo isprepleteni. Što i da napravim ja, te nervira tebe. Što i da napraviš ti, me nervira mene. Ebi se, bre! I? Ovo je to, a? Ovo je kraj od... Sve vodeše do ova. Ne prave me veliki kuli kao svi ovi godini. Mislim da... Neko je rekao, brakot ne sozdava jedan od dvajca. Sozdava dvajca od dvajca. Dobri od brak, bolezni od brak, sozdava individui. Ako dvajca odluče da živeat zajedno, iako se dovoljno silni da bidat sami, toga što je dobar brak. Da li našiot brak беше dobar? Da se razbira. Ništa ne je sigurno na ovoj svet, a mnogo nešta se predvidljivi. Naprimer, ti i sve što je vrska so tebe. A mnogo malko je
Sigurno. Jack. Jack? Što praviš? Vreme je za gradinata. Bi bilo vreme za gradinata. Da, ode prekopaja gradinata. Gillian, beznadežno je, Gillian. Zarem ne znaješ što znači to beznadežno je, a? Kaži mi, zašto? Zašto da je prekopujem panata gradina, a? Zato što ti to si kogaš garabatiš, će dojdeš doma će prekopaš gradinata. Gospodi Bože, kopnem da živem instinktivno, a ne to da me strepua od vreme na vreme, od vreme na vreme. Sakam da živem instinktivno. Odi, prekopaja gradinata. Vidi, ponekojaš, ja si ti, mislim, ponekogaš. Nešto veće će izleze. Te napuštam. Da. Znam. Da. Da, te napuštam. Znam. Znam da ga me napušta.